Заврши Косовско-македонската трговска војна. По 14 дена борба со повисоки царини на македонските производи, Приштина попушти. Целосно ја укина оваа мерка и од утре извозот на земјоделските производи ќе се одвива по регуларната постапка, каква што беше пред 18 јули. Македонија не превзема контрамерки, а министерот за економија вели дека битката била добиена со аргументи. Што се однесува до штетите што биле во овие неколку дена, и јас верувам и ќе се повикам на Министерството за земјоделие кои треба да направат оценки и ќе излеземе во јавноста со конкретни штети што е предизвикана со оваа мерка, а истовремено ние како влада потоа ќе земеме и некаква одлука за да ги обештетиме или на некаков начин да им помогнеме на сите тие што претрпеле штети. Сепак Приштина неверојатно попушти под притисокот на Брисел, а не од Скопје. Вчера Европската комисија остро побара да се почитуваат договорите за слободна трговија. Штетите од стопираниот пласман допрва ќе се бројат. Првичните проценки се дека се надминуваат милиони. Први на удар беа производителите на сезонско овошје и зеленчук, кои онака имаат тешкоти со пласманот. Изминативе денови границата кон Косово ја минуваа по 2 до 3 камиони, а пред поведување на повисоките даноци, бројката надминуваше и 30. Инаку вкупниот извоз на зеленчук и овошје од Македонија во Косово за периодот јануари-јуни 2018 година бил над 2,5 милијарди динари.